Booster. Go. Retro. Go. Vital. We're go flight. Guidance. Guidance go. Surgeon. Go flight. Ecom. We're go flight. GNC. We're go. Telmuse. Go. Control. Go flight. Procedures. Go. Inco. Go. FAO. We are go. Network. Go. Recovery. Go. Capcom. We're go flight. Gentlemen. Вечерното радиошоу на Миленко Неделковски започнува. Houston, we have a problem. Зборува Радио Слободна Македонија. Зборува Миленко Неделковски во своето редовно вечерно понеделничко радиошоу. Поздрав до сите македонци каде и да се на оваа планета. Zemljo Makedonska, uvažavam te. Zemljo Makedonska, pozdravljavam te. Zemljo Makedonska, zemljo Tursko-Ropska Makedonijo, pozdravljavam te. Zemljo Makedonska, zemljo Tursko-Ropska Makedonijo, pozdravljavam te. Pozdravljavam tvojte Makedonijo, gori visoki. Поздравljавам Македонијо, сите вас. Уште еднаш поздравljавам во името на Радио Слободна Македонија и во моје име. Го слушате Миленко Неделковски во своето редовно радио шоу. Вечерва е празнично, овдека во студиото е расположено. Сите играме на македонска музика која ќе ја слушате се до полноќ. Убава, весела, револуционерна, патриотска македонска музика.
Poentata mi je, koji dušman će vleze, živ nema da izleze, Makedonijo. Dobro večer уште еднаш од Миленко Неделковски, овдека во студиото имам двајца ексклузивни гости. Овие денови се денови на славење. Коледе, Бадник, Божик, утре, односно за час и 50 минути, дури е и мојот роден ден. Во студиото гости ми се денеска мојот син Борис Неделковски и мојата керка Бона Неделковска. Добро вечер на двајцата. Добро вечер, Борис. Добро вечер. Добро вечер, Бона. Добро вечер. Што се однесува до режијата, таму покрај инженер Владо и мојата продуцентка Славица Трпковска се наоѓаат и Ден, кој е дојден од Канада и кој е инаку дисџокеј таму и кој се разбира во оваа радио проблематика. Исто така, таму се наоѓа и Арина Колесова, која е инаку сопруга на мојот син, исто така дојдени овдека за божичните празници. Добро вечер и за нив. Значи, весела атмосфера овдека, а музиката ја подготвивме така да биде празнична, македонска, весела, колку што е можно повеќе, бидејќи нашата историја е преполна со трагични настани, и по некоја можеби малку и патетична нота. Уште еднаш добро вечер за Борис и Бона Неделковски. Domadaš dušo, srce moje Jovano, ja ste tebe čekam, mori doma da mi dojdeš, a ti ne dovađaš dušo, srce moje Jovano. Мојот син Борис, кој е овдека спроти мене, може да видите и слика на Facebook фан страната, има родене 89-та, што значи дека има 25 години. 2 години помала е Бона, која исто така во студиото. Заедно си живеат, односно си живеат во Соединетите Американски држави од 1999-та, значи веќе 15 години, во град кој се вика Clearwater на Флорида, во така наречениот залив на Тампа, во Тампа Беј. Ќе започнам, како што е редот во секое традиционално македонско семејство, со машкиот првороден син, со Борис, и со основно прашање кога од Америка ќе се упати кон Македонија и кој ќе влезе во Македонија, на што прво помислува? Што му е првата асоциација? Храната. Храната ти е првата. Да. Прв пат доаѓам тука, каде е бурекот? И јадам бурек. Добро. Зошто храната таму во Америка? Ами, некој е добра, некој не е, ама квалитетот многу е лош и не е вкусно толку, како тука. Тука е различно, многу убаво. Значи, без разлика каде одиш по гости, кај пријатели, кај другари, во ресторан, во бурекчилница, доручек, ручек, вечера, без разлика каква храна е, да кажеме, дали е тестенина или дали е месо, дали е салата, е страшна разлика. Страшна. И овие ваши пријатели, Ден и Арина, го делат тоа мислење? Да, многу на Ден, уствари, многу му се свига храната тука, од таму, и на Арина исто. Зашто Арина е од Русија и исто така малце иста храната како тука, она од кај што е. Ние бевме веднаш вечерта да тамо одма бурек да пробаме кога дојдовте, па бевме едно друго утро рано на Сабајле во прочуената супер стара фурна во Чаер, каде што јадевме симит погача. Потоа бевме на ручек на едно-две места, 3 евесети од едни пријатели, се дојдовте овдека, каде што вечеравте 3 сата. Толку многу се вече. Да. Колку време се јаде во Америка, кога си бизи? 15-20 минути. Може 30, да. Децит? Да, исто така не јадеш кај луѓе, не одиш да јадеш. Многу е ретко, само одиш надвор, ајде одиме до ресторан или до Макдоналдс, до Бургер Кинг, тие такви. Значи нема толку многу. Дојде ке мене дома ќе ти изготвам, нема. Не, многу ретко. Многу ретко. Добро. Да. Бона, добро вечер. Добро вечер. Ти си дама овдека, ама те оставивме сама, затоа што си најмалецка.
И ти исто прво помисли на храната или на нешто друго? Кога доаѓав тука? Аха. Тука кога доаѓам не на храна, не ми е прва мисла, ама ја мислам на кога ќе дојдам тука во Македонија, ми е како дома. Знаеш, целото место е како цела голема фамилија, голем народ, луѓето се топли, се знаат, знаеш кај да одиш, можеш да најдеш што сакаш и е многу ми е убаво тоа. По-хуман, е? Да. А за разлика од тука во Америка? У Америка, знаеш, се е големо, мораш 20 минути да возиш, да одиш до мол, или до ресторан, или до школа, или до работа. И луѓето малце се диви така. Одвоени. Одвоени, да. И не е исто ниво во како луѓето се дружат. Не е исто. Овдека ние бевме за Нова година, прославивме на Попова шапка во хотел Славија, нели така? И таму сем ние што се седевме на масата, што се знаевме, не познававме ни еден друг, а беше салата пуна, имаше неколку стотина луѓе. Да. И сите, иако не се познаваа, беа како една голема фамилија. Сите игравме оро и на ден, и на арина. Ги научивме како да играат оро. И немаше никој проблем да се прави важен или да се седи на маса, сето тоа што го имат, да кажеме, во Америка, овде го нема. Да, точно. Значи тоа ти е првиот впечаток тебе, фамилијата. Да. На Борис првиот впечаток му е храната. Тоа знае дека ќе кажам. Он. Ама за разлика од него ти се угои во овие 3-4 години. Не, малку. Не кажувам. Не малку, не, малку. Ајде, пробајте, не ги слушајте емисиите на Миленко Неделковски на Радио Слободна Македонија. Go ahead. Make my day. Нежни звуци од гитари, мојта душа да ја греја. Нежни звуци од гитари, мојта душа да ја греја. Пејте, пејте, еј музичари, нека играат срца спомен во нас да се буди. Пејте, пијте, еј музичари, нека игра срца луди. И за таа младост пуста, спомен во нас да се буди. Сега како што е ред, па со Бона да почнеме. Сега не е се лошо во Америка, има и добри работи, да кажеме. Младите луѓе рано си одат од дома, се одвојуваат, стануваат свој на свое. Може да се полага возачки на 16 години. Да. И се многу по независни, така, индепендент се. Да. Тоа го гледаш како разлика? Па да, ја од 17 години, ја 16 години полагав за возачка, добив возачка, 17 години почнав да работам. Сама, своји пари си правам, знаеш, у свој стан си живеам и
така и не е проблем. Многу луѓе така прават и многу луѓе мораат така да прават, затоа што фамилиите не се Како тука. Не се како тука, не се грижат за нив, немаат пари и луѓето морат сами ако сакаат у школа, знаеш, или ако сакаат нешто друго да прават со животот, они сами можат да си одат и да си направат. Слободни се комплетно и Слободни. И така функционираат и како родители, и Да. како држава, како луѓе, како се. Да, така. Добро, Бона, ти благодарам. А ти, Борис, на колку години си отида дома? Бона на 17. Јас на 16. И? Не зажали? Не. Да работам. Треба да работам, зашто прво зашто све е многу скапо во Америка. Второ дека нема фамилија како тука и мора да направиш пари за да работиш, да имаш да направиш нешто со животот, така? Зашто треба рано, зашто све е долго, да одиш 4-5 години за да си ова, за да си она, мора од 16 да почнеш, зашто е многу долго време. Ја 16 кога си отидов да работам и живам, имам мој стан, имам жена, си полагав кога бев 15, што кога си 15 може да полагаш и после возиш со некој што е мора да возиш со некој постар за една година и после кој си 16 ти даваат возачка. И така работи. That's life. That's life. Spomen vo nas da se budi. Ај уште малку да се понаправиме муабет. Борис, во Америка, кога ќе те прашаат where are you from, од кај си, кога ќе кажеш јас сум од Македонија, што е следното нивно прашање? Кај е Македонија? Никогаш не сум слушнал. Јас само знам за Америка. Само тоа кажу? Да. Ами некои луѓе знаат, знаеш, зашто има исто странци тамо. Ама скоро сите американци, зашто многу лоше како сколасти, како школски систем, така? Не знаат толку историја, исто така историјата е многу
Само за нив. За нив направена само за нив и затоа многу ретко знаат кај е Македонија. Ама луѓе што знаат многу историја и многу учеле, знаат за Александар Македонски и кај Македонија, историја знаат дека Александар the Great, Александар Велики е од Македонија поише од Грција. Значи тоа е добро нешто што знаат. Тоа е прво што им е. Да, све и исто така многу луѓе што ако кажеш Македонија, кај што е Александар Македонски, викам да. Аха. Значи тоа И на тој начин се евидентира кој е од каде. Да. Да. Кажи, Бона? Не, така е. И на мене, луѓето можеш да видиш кои имаат повеќе, кои оделе во факултет, во, знаеш, университи. Тие луѓе знаат. Александар Македонски. Да, вие сте македонци. Знаат. А луѓе што немаат толку едукација, тие не знаат кај е, па викаме, знаеш, на Балканс, што се Балканс. Дури и тоа не знаат. Не знаат Балкан што се, не знаат. Eastern European. Добро, окей. Така. Така малце до Италија, тоа знаат. Above Greece, next to Italy, знаеш, така. Така, некој оквирно. Да. А Бона, која во Македонија е така, која доаѓате вие еднаш годишно, еднаш во година и нешто. И што е она што некојаш доаѓате со пријатели, со пријателки, Борис беше и со еден другар пред некоја година и така. Вие што прво би сакале да видите, или на некој кој прв пат доаѓа, што би сакале, што прво би им покажале? Центарот на градот? Кажам, преубав е направен. Така. Секоја година што доаѓам, нешто друго, нешто ново и е многу ми е убаво да им покажам на луѓето. Гле колку ми е убаво, знаеш, местото тука сум родена. И гле, и луѓето сликаат, многу се воодушевени во што има тука, во центарот. Борис? Да, центарот првин им го покажувам и исто така крстот го гледаат секогаш кога прв пат одат од аеродром и многу им се свија кога доаѓаат у Скопје, го гледаат крстот и кажат што е тоа, викам тоа е најголемиот крст во Европа, оствари на свет, не знам дали има поголем. Исто така плоштадот им го покажувам, зашто многу им се свигаат зградите, тие новите, овој двата музеум, археолошкиот и другиот. И исто така владата новата е многу убава направена, подобро од White House. Така. Сега се гледа од прозор тука. И исто така Александар the Great statue, што е таму, многу им се свига таа и целиот плоштад и како е многу луѓе има и се шетаат и по кафани, и по кафичи, и тоа е животот и многу им се свига тоа и тоа е првото што ми го покажувам. Да, и вториот е крстот што е наводно и многу им се свига. Тоа е тие првите два. Што им, да.
Слушате редовната Миленко Неделковски радио шоу емисија на Радио Слободна Македонија. Со вас сум јас и моите две деца Борис и Бона, кои допатува од Соединените американски држави овдека за новогодишните и божикните празници да ги проведеме заедно. И во оваа емисија ги прашувам, а ти објаснуваат за некакви, за нивните баш лични, онака, ако сакате дури интимни впечатоци од и разлики кои ги гледаат меѓу тие две држави, огромната Америка и оваа наша колку е толку е мала Македонија. Секако музикава, меѓу другото, е одбрана и заради сите бадникари кои денеска низ цела Македонија во секое мало, еве и овдека има едно спроти нас, кај сега веќе затворената кафеја на Кригла, на паркингот на владата на Република Македонија. Значи да сите бадникари кои палат оган, се веселат, поигруваат, подпивнуваат, колку да биде крвта да биде згрејана, отие надвор исклучително ладно, студено заради сите нив, и заради моето новогодишно расположение и расположение што се моите две деца тука на 2 недели, е оваа македонска музика во вечерашнава емисија која ќе трае редовно до 24:00. Во постојана борба за вистината, во постојана борба за правдината, во постојаната борба против лагата, во постојаната борба против оние што им мислат лошо на државата и нацијата. Дали се тоа The Magnificent Seven, седморицата величанствени? Не се The Magnificent Seven. Дали се можеби Ocean's 11, 11 мината на Danny Ocean, оние што имаат своја правдина, што се борат за себе, но и за тие околу себе. Дали се Ocean's 11? Не се ниту Ocean's 11.
Може би се The Dirty Dozen, дали се дузината Валкани, војници осудени на смрт во борба за својот живот, правдина и борба против фашизмот и нацизмот. Дали се The Dirty Dozen? Не се ниту тие. Не се Ocean's 11, не се Magnificent 7, не се Dirty Dozen. Не се сите тие големи фраери. Не е Ли Марвин, не е Ернест Борджин, не е Чарлз Бронсон, Джим Браун, Джон Касаветис. Не се ниту Юл Бринер, Стив Маквин, Чарлз Бронсон, Роберт Вайт, Джеймс Копбурн. Не се ниту Джордж Клуни, Бред Пит, Елиот Гулд. Не се ниту Джулија Робертс, Енди Гарсија. Не се сите тие белосветски фраери. Миленко Неделковски е против сите. Сам против сите. Поединец против сите во Миленко Неделковски радио шоу. Sviri majstore, nešto za srce. Ova večer do zabajle da upuvame. Ajde majstore, ludo neka ovoj ću mus da se pamti, da i ostane. Nina nasviri silno, ej, raspali opa i pa. Opa, Nina naigrajmo me, razveseli me. Opa, Nina nasviri silno, ej, raspali opa i pa. Opa, Nina naigrajmo me, razveseli me. Dojdi majstore, tuka pred mene. Sve što imam će ti dati, a onda ti je. Sviri majstore, noć da naša je. Sviri duri, živa voda, ne se stvori me. Opa, Nina nasviri silno, ej, razvali opa i pa. Opa, Nina naigrajmo me, razveseli me. Opa, Nina nasviri silno, ej, razvali opa i pa. Opa, Nina naigrajmo me, razveseli me.
veseli me. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Ajde, probajte, ne ih slušajte emisijite na Milenko Nedeljkovski na Radio Slobodna Makedonija. Go ahead. Make my day. Makedonsko devojče, kitka šarena, Vogradina nabrana, dar podarena. Da li ima... I сега, слушајќи ова песма Македонска девојче од Јонче Христовски, дали има поубаво девојче од Македонче? Прашањето е за Борис. Како во однос на како личат девојките во Америка, ето така горе-доле во твоето годиште? А? Okay. Honest truth. Да, вистината кажеш, да. Да. Поубави се македонските девојки. Добро. И исто така европските девојки. Американските девојки се некој има убави, ама е ретко. Знаеш, поише посто не се убави од колку што се убави. Многу ретко е да најдеш убави. Нели како филмови, секогаш у филмови како за млади има како една-две убави девојки во школа и другите не се сите убави и ова. Така е тоа. Многу е ретко. Има убави, ама или се многу убави или се многу лоши. Не е како тука што имам многу убави девојки. Така? А како ти Бона гледаш на тој дел? Вака, кога јас сум во Америка, така, ја личам како македонка, знаеш, ние имаме очи исти, како лицето имаме исти лик. И кога сум во Америка, личам како да сум од странство, нешто special. Така? А кога сум тука, сите личат како мене. Убави се сите женски. Многу се убави. И последно тебе што ќе те прашам, Бона, ти после имаме едно така изненадување. Последно што ќе те прашам, која е разликата во едно големо женско задоволство меѓу Америка и Македонија? Која е разликата во шопинг? Па, у Америка, затоа што има многу луѓе и имаат пари. И може да се најдат марки за многу ефтино. Има 100 продавници што продаваат марки за ефтино во Америка. И тука е поскапо, затоа што мора да се пратат од Америка тука гардеробата што се прават таму. И е поскапа. Таму има многу луѓе и сите купуваат и затоа марките се поевтини. А кога се оди во шопинг, која е разликата меѓу тука и таму? Се е огромно. Има многу работи. Тука можеш да најдеш што мене ми е најдобро, дека можеш да најдеш едно нешто што е оригинално. Никој друг нема. Тука можеш да најдеш. Таму се е исто како стандардни работи. Сите се има. Сите се има, да. Борис, кажи. Ме интересира кај тебе кога бевме во музејот на револуцијата, така наречен музеј на ВМРО. Кога излезе од таму, која ти беше првата мисла? Што заклучи? Дека сите умреа. Трагично. Трагично. Дека е тажна историја. Да, дека е многу тажна. Ама сите се борија за земјата. Тоа е добро. Ако не се борија сите, немаше да сме тука. Немаше да го имаме ова се што сега го имаме. Да. Добро, таму кога во Америка или било каде кога патуваш на светот, кога ќе кажеш дека си од Македонија, тоа го кажуваш така, си горд на тоа или некогаш криеш, знаеш, за да
да кажеме не е embarrassing да кажеш било. Не, никогаш не го кривам. Исто така некогаш луѓе мислат дека сум од Америка зашто немам акцент, нели кога зборам англиски, така? Викам не сум од Америка. Тоа ми е лошо ако некој ми каже дека сум од Америка. Или ако од Русија зашто моето име е Борис. Така и сите американци мислат дека е ако си Борис си русин. Да, си русин. Многу се бистри. Да, и викам не. Јас од Македонија. Така? И да. Си имал некогаш проблем што си кажеш македонец сум со некого, не? Не, само луѓе, знаеш, американски, Македонија, ина мала е, ово, она, такви, знаеш, ние сме Америка, ина, прават, ина, помала да ја викам, окей. Ја одма ги, им кажам не, и одма ги, ја бранам Македонија. Добро. Сега ќе ја изслушаме Благица Павловска и па Гоце Арнаудов и потоа имаме едно мало изненадување, кој е всушност предлог од Борис и Бона. Само чухај срце, ти во секого, биди здраво, биди весело. Чукај срце, чукај во мене, се дур чукаш срце во нас, ке се живее. Чукај срце и не запирај, дај на секој живот вечен и не умирај. Чукај срце, чукај во мене, се дур чукаш срце во нас, ке се живее. Чукај срце и не запирај, дај на секој живот вечен и не умирај. Играј срце, играј во мене, се дур играш срце во нас, ке се живее. Играј срце и не запирај, дај на секој живот вечен и не умирај. Кој ли те прелага, дека со други укува, јас си ги лечам само раните, од твојта љубов отровна. Јас си ги лечам само раните, од твојта љубов отровна. Сега во последниот дел од гостувањето на Борис Неделковски и Бона Неделковска во шоуто на Миленко Неделковски, значи непотизам, неверојатен радио непотизам, имам практично две прашања. Тука се нивните пријатели кои ги имаат донесене овдека, Ден, кој е канаѓанец, и Арина, која е русинка, меѓутоа сите они заедно живеат во Тампа Беј на Флорида, во Соединетите американски држави. Бидејќи Арина е девојка и таа има предност, ќе го поставам нејзе првото прашање. Иако таа не е прв пат во Македонија, овој е втори или трет пат, на Ден му е прв пат, меѓутоа истото прашање ќе биде за двајцата, а тоа е за Арина прашањето: кој ти е првиот и најубавиот впечаток од Македонија?
Arina, what Yeah. is your impression of Macedonia? Well, the first impression is that it's very homey. Everyone that I meet are so great. They give you the best. You get the best here. You get the best food. You get the best people, and the communication is great. Everybody asks you questions, and the communication is great. Like any person I'm talking to is just great communication, and that's the best. Okay. Сега Борис ќе преведе. Значи, она викам дека е многу како дома, многу е домашно, многу е убаво, храната е многу убава, дека сите многу се добри, многу се како фамилија, многу, како се вика, многу, кога одиш во ресторани или кај луѓе дома, многу се како добри со тебе и многу ти помагаат, и брзо ти помагаат, и во ресторани, и тоа е многу убаво за. Да. Добро, и додатно прашање ќе дојде ли пак? Are you gonna come again? Oh yeah, for sure. Да. Because of burek? Because Not only because of Burek, because of many things, because of the little old streets, because of the people, because of the food, because of everything that's here. Macedonia is an amazing country. заради луѓето, заради храната, заради малите улици, заради луѓето, и вика дека Македонија е многу убава и многу добра. Добро, сега за Ден прашање. Ден, ти си прв пат во Македонија, не знам дали си во Европа прв пат, меѓутоа во Македонија си прв пат. Кој ти е првиот впечаток? So this is your first time in Macedonia. I don't know if this is your first time in Europe, but what is your first impression of Macedonia? The first impression of Macedonia is that it's very patriotic, and that the people here, there's a lot of tradition in the country, and you can see that everywhere. And you can see that the people really love their country, and I respect that. Ајде, Бона. Okay, so вика дека луѓето се многу патриотисти, Патриотски расположени. патриотски расположени луѓето, и дека многу ја сакаат земјата, и дека се борат за земјата, и дека он мисли дека тоа е најдобро за местото. Добро. После тој, ете така да кажам, филозофски впечаток, кој му е првиот вака практичен впечаток, најсилен? So that's your philosophical impression. What is your first, practical impression, like physical? Well, I mean, practically, you see the buildings, you see how much renovation there's occurring everywhere, which means that, the people are putting money into their land, into their country. So philosophical or not, it is something that I observe. You can see how much work people are putting into their country to build it back up or to make it better than what it is. And so, I mean, that is the first impression that I see. So најпрвиот впечаток ми е дека луѓето многу сакаат да градат тука, сакаат да ја направат земјата поубава, и дека многу се убави зградите и улиците и местото, и тоа е најубавото. Добро, сега на Ден и на Арина им благодарам за гостувањето во Миленко Недолковски шоу. А за Борис и за Бона ќе има едно завршно прашање некаде точно околу 23 часот.
Точно е, 23 часот. Добро, на крајот на ова непотистичко, односно фамилиарно интервју, во кој таткото ги прашува синот и керката, што е сигурно исклучително невообичаено, меѓутоа мислам дека имам право на такво нешто и мислам дека и одговорите го потврдија тоа. Имам едно прашање за Бона, а тоа е прашањето музиката која слушаме, односно народната музика која беше присутна и за време на новогодишната ноќ, а еве и сега во оваа емисија, какви чувства ти будива? Како те расположува, не расположува? Баш ме расположува, да ти кажам. Многу е како музика за што многу ми За душа? За душа ми е, да. Знаеш, сакам да играм, сакам да одам, да правам работи, многу ми е у срце ме удира, знаеш? Така? Да. Добро. Борис, кога ќе последното прашање? Кога ќе заминете за Америка сега во петок, сабота? Кога ќе слетете во Америка и кога ќе си поедете на кај дома таму? Која работа најмногу ќе ти недостасува во првите, да кажеме, денови, сати, недели? Храната. Татко ти нема храната. Ја ке кажав татко ми. Ајде. Не, ја ке кажав, мислам, не ми, ајде бе. Добро, храната. Чекај, татко ми први. Добро. Мислам дека викаше за други работи. Другите знаат дека татко ти. Бона, чекај. Добро. Татко ми, да, први. Фамилијата, другарите. Добро. Да, и тогаш храната. И исто така местото. Аха. Окей. Да. Тебе, Бона? Првин татко ми. Ајде. Она секогаш била така малку визл, а? Да, бе. Да. Добро. А сем татко ти што ги даде? И после најмногу ќе ми недостасува местото, знаеш, Скопје, животот тука, одење по кафани, знаеш, на забави, кај луѓе. Тамо нема така? Нема. Има малце забави, ама не е исто. Другачие. Да, не е исто. И кај излегуваат тамо? У муви театер. Има како диско, знаеш, night clubs, ама само на уикенд нема, знаеш, има Starbucks, можеш таму да седнеш, ама не е исто. Не е као кафе. Да, и одиш кога одиш надвор, одиш да гледаш муви во театар, да, толку. Некојаш во ресторан да јадеш, ама не е како тука по кафе, по ова, по она, ајде одиме овдека, таму не е исто. Ние инаку, почитувани слушатели, драги слушателки, кога доаѓаат децата, постојано одвојуваме еден ден, одиме на гробиште да ги видат местата каде што се упокоени нивните предци, баби, дедовци, кои само на гробиштата во Скопје се со бројки од години кога се умрени, кои се по 170-180 години намазат стари, па така да они си се постојано подсетуваат на местото од каде што потекнуваат и каде што со радост се враќаат во моментите кога им е тоа можно. Борис и Бона, ви посакувам убав пат, иако ние ќе сме заедно што неколку дена, меѓутоа во однос на оваа емисија, ви посакувам убав пат, среќен пат, убаво да пристигнете во Тампа, на Флорида, Тампа International. Понекогаш да отидете во ноќен живот на Ибор Стрит. Ибор Стрит, да. Ибор Сити. Ибор Сити. Тамо кубанците бегале на времето од Фидел Кастро и имало фабрики за правење на сигар, на пури, нели? Да. И да планирате кога повторно ќе се враќате, значи ви посакувам среќен пат и убав полн со радости живот до следното наше видување. Фала, тато. Фала многу, тато. Тоа беа Борис Недолковски и Бона Недолковска. Борис го има името
По татко ми Борче, Бона го има името, по баба и Бона од мајчина страна. Na na
постојана борба за вистината, во постојана борба за правдината, во постојаната борба против лагата, во постојаната борба против оние што им мислат лошо на државата и нацијата. Дали се тоа The Magnificent Seven, седморицата величанствени? Не се The Magnificent Seven. Дали се можеби Ocean's 11, 11 мината на Дени Оушен, оние што имаат своја правдина, што се борат за себе, но и за тие околу себе. Дали се Ocean's 11? Не се ниту Ocean's 11. Може би се The Dirty Dozen, дали се дузината Валкани, војници осудени на смрт во борба за својот живот, правдина и борба против фашизмот и нацизмот. Дали се The Dirty Dozen? Не се ниту тие. Не се Ocean's 11, не се Magnificent 7, не се Dirty Dozen. Не се сите тие големи фраери. Не е Ли Марвин, не е Ернест Борджин, не е Чарлз Бронсон, Джим Браун, Джон Касаветис. Не се ниту Юл Бринер, Стив Маквин, Чарлз Бронсон, Роберт Вајт, Джеймс Копбурн. Не се ниту Джордж Клуни, Бред Пит, Елиот Гулд. Не се ниту Джулија Робертс, Енди Гарсија. Не се сите тие белосветски фраери. Миленко Неделковски е против сите. Сам против сите. Поединец против сите во Миленко Неделковски радио шоу.
zapejte, makedonsko igrajte, majka mila spomnete ja. Živa bila Makedonija, majka mila spomnete ja. Živa bila Makedonija. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Ajde, probajte, ne ih slušajte emisijite na Milenko Nedeljkovski na Radio Slobodna Makedonija. Go ahead. Make my day. Je nešto malko i od moj prijatelj Mile Kuzmanovski, koji dobi šarplaninec od mojte, porod od mojte šarplaninci na čuvanje. Se nadevam deka je ovo dobra kondicija. Ko staro vino štonke odleži, vreme minuva, a vo srcevo ništo ne se smenilo. Samo traga povistina ta, a jas ko djavol begam od neja. I vrti kako ploča rasipana, i samo neja ja povtoruva. Kako šprice živote moj, izmešaj sreća i manku taga. I nauči go srcevo, da ne odi po nejsina traga. Kako šprice živote moj, izmešaj sreća i manku taga. I nauči go srcevo, kako da navikne na lagan, kako da žive solaga. Se trudam veke odamna, druga ljubav da mu podmetnam. Srcevo od prva ja prepoznava, se koja tvoja kopija. Kako šprice živote moj, izmešaj sreća i manku taga. Srcevo, da ne odi po nejsina traga. Kako šprice živote moj, izmešaj sreća
i malku taga, i nauči go srcevo kako da navikne na lagan, kako da žive so lagan. Za kogo ti se tije medni usni, leno leče, ajde kaži. Nemoj srce da mi izgori. Leno leče, ajde kaži. Nemoj srce da mi izgori. Leno leče, mamino devojče, takina galenica, vidi mi srošenica, sve što zakašleće, tebe ke ti dadam, to si da mi ljubav, nagradi da te uspivam. Leno leče, mamino devojče, takina galenica, vidi mi srošenica, sve što zakašleće, tebe ke ti dadam, to si da mi ljubav, nagradi da te uspiva. Leno leče izgor moj, samo jaske vidam tvoj. Leno leče angel moj, samo jaske vidam tvoj. Leno leče, mamino devojče, takina galenica, srošenica, sve što zakašleće, tebe ke ti dadam, to si da ti ljubav, nagradi da te uspivam. Leno leče, mamino devojče, takina galenica, vidi mi svršenica, sve što zakašleće, tebe ke ti dadam, to si da ti ljubav, nagradi da te uspivam. Leno leče, mamino devojče, takina galenica, vidi mi svršenica, sve što zakašleće, tebe ke ti dadam, to si da ti ljubav, nagradi da te uspivam. Malku Naum, Malku Mile, potom i Petranka, pa potom Carot Negotinski. Vo međuvreme vija nudam moja ta utrešna kolumna Top 10 koja nosi naslov Rodenden. Možete da je pročitate na moja ta Facebook strana ili na Parahodot vo delot kada što Milenko pišuva tekstovi kolumni. Što so glava pod zidot udira,
Нашите кафани ке ги напуштам, сите музиканти ке ги распуштам. Што ке ми е тоа кога немам кому да се враќам? Кажи ми во 4 очи и ке се помирам. Не сум тој што криви дрини во љубов исправа. Сите стари сметки ке ги исплатам, со моите боеми ке се испратам. Што ке ми е тоа кога немам кому да се враќам и да се смирам и во глава обелам. Одусни, нема да те избркам. После тебе јас сум крал без круна, виолина без златна струна. Редовна вторничка, топ 10, наслов роден ден. Ја поштирав, ако ви интересира, почитајте ја. На сите македонци секаде низ светот, особено оние кои се во Македонија, оваа која имаме, оние кои се во Пиранска и во Беломорска Македонија, кои се крај огновите, им посакувам здравје, среќа, радост, убав живот и остварување на идеалот, сите заедно да живееме во една држава во границите кои се наши, етнички, историски и од Бога дадени. Да ни живее и да ни е вечна Македонија. Не ова прва кнедла што морам да ја готнам. Свирачи настал не доаѓајте, таксисти мои веќе не ме чекајте. Што ке ми е тоа кога немам кому да се враќам и да се смирам и во глава обелам. Одусни, нема да те избркам. После тебе јас сум крал без круна, виолина без златна струна. После тебе јас раскрстив со љубовта. После тебе јас сум крал без круна, виолина без златна струна. После тебе јас раскрстив со љубовта и со памета. Оди звездо, оди звездо, сенко моја, оди негде згасни, скри се негде звездо моја, оди таму заспи. Оди звездо, сенко моја, оди негде згасни, скри се негде звездо моја, оди таму заспи.
Zemlji zimo, ladna zimo, nema kaj da begam. Temne i tamu zvezdo moja, srce vo me stega. Zemlji zimo, ladna zimo, nema kaj da begam. Blaze tebe Blaze tebe zvezdo moja, ti si imaš nebo. Blaze tebe zimo ladna, sigo imaš snegod. A pak mene zvezdo moja, što ke mi je život. I to što go ima v zvezdo, i go dado psijot. Blaze tebe zvezdo. Ne si go prodavaj kolju čiflikot, mama ne me dava kolo za tebe. Ne si go prodavaj kolju čiflikot, mama ne me dava kolo za tebe. Pome ja ne odiš koljo, rujno vino piješ, doma rano ne se odiš da spiješ. Pome ja ne odiš koljo, rujno vino piješ, doma rano ne se odiš da spiješ. Колку ти чини коло чифликот, толку ми чини коло меракот. Колку ти чини коло чифликот, толку ми чини коло меракот. Поме ја ни одиш коло, рujno vino piješ, doma rano ne se odiš da spiješ. Poме ја ни одиш коло, rujno vino piješ, doma rano ne se odiš da spiješ. Колку ти чинат коло овците, толку ми чинат коло очите. Колку ти чинат коло овците, толку ми чинат коло очите. Поме ја ни одиш коло, rujno vino piješ, doma rano ne se odiš da spiješ. Poме ја ни одиш коло, rujno vino piješ, doma rano ne se odiš da spiješ. Колку ти чинат коло мегите, толку ми чинат коло вегите. Колку ти чинат коло мегите, толку ми чинат коло вегите.
дете. Помеја ни одиш коло рујно вино пиеш, дома рано не си одиш да спиеш. Помеја ни одиш коло рујно вино пиеш, дома рано не си одиш да спиеш. Колку ти чини коло грлото, толку ми чини коло грлото. Колку ти чини коло грлото, толку ми чини коло грлото. Помеја ни одиш коло рујно вино пиеш, дома рано не си одиш да спиеш. Помеја ни одиш коло рујно вино пиеш, дома рано не си одиш да спиеш. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Ajde, probajte, ne ги слушајте емисиите на Миленко Неделковски на Радио Слободна Македонија. Go ahead. Make my day. Карала го мајка, кусо темјанички, кусо темјанички, царот неготински. Ај послушај кусо, старата си мајка, немој не ми оди на каурска свадба. Не ми оди кусо на каурска свадба, каури се лоши, ќе се поднапија. Каури се лоши, ќе се поднапија, ќе се поднапија, ќе ми те убија. Кусо не послуша, старата си мајка, па ми е отишо на каурска свадба. Каурите лоши ми се поднапиле, ми се поднапиле, кусо го убиле. expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. Но од мене се очекува да зборувам секоја среда од 17 до 19 и секој понеделник од 22 до 24 часот. Wrong.
wrong pussy. Abre vodeničare, baš prijatele, more mojve oči tvoji neka bidat, someli go žito to. More mojve oči tvoji neka bidat, someli go žito to. Abre vodeničare, baš prijatele, more moj volice tvoje neka bide, someli go žito to. More moj volice tvoje neka bide, someli go žito to. Abre vodeničare, baš prijatele, more mojva usta tvoja neka bide, someli go žito to. More mojva usta tvoja neka bide, someli go žito to. Abre vodeničare, baš prijatele, more mojva snaga tvoja neka bide, someli go žito to. More mojva snaga tvoja neka bide, someli go žito to. Abre neveste, oko kalešo, štom taka veliš, taka neka bide, ke ti melam žito to. Štom taka veliš, taka neka bide, ke ti melam žito to. Voda spije, srce ne mi zbije, denje noge
jaz da idam, sebi dala negova da vidam, samo ova srce da go smiram, site momi ponego se ludi, svoje srce se koja mu nudi, site momi ponego se ludi, a pak moj to najmnogo go ljubi, ace, aj što si ubav, aj što si ubav sladokome, ace, i ja sam luda, po tvoj odbakneš nežen i vrel, ace, aj što si ubav, po tebe gradov luduva cel, ace, i ja sam luda, bidi mi ljubav, bidi mi greh. Ова е радио Слободна Македонија. Ne se srami, ne se plaši, Makedone zna si, kade i da odiš, kade i da šetaš. Ne se srami, ne se plaši, Makedone zna si. Jedna misla ima me, jedan život žive me, Makedonija cela daje, sve koji daja znaje. Jedna misla ima me, jedan život žive me, Makedonija cela daje, sve koji daja znaje. Ako nekoj reče Makedonija je mala, ima ušte 2-3 dela za da bide cela.
ako nekoj reče, Makedonija je mala, ima ušte 2-3 dela, za da bide cela. Jedna misla imame, jeden život živeme, Makedonija cela daje, se koji daja znaje. Jedna misla imame, jeden život živeme, Makedonija cela daje, se koji daja znaje. Ne Grci, Bugari ni Srbi, će da smena Aleksandar, gordost makedonska. Nije ne sme Grci, Bugari ni Srbi, će da smena Aleksandar, gordost makedonska. Jedna misla imame, jeden život živeme, Makedonija cela daje, se koji daja znaje. Jedna misla imame, jeden život živeme, Makedonija cela daje, se koji daja znaje. Makedonija cela daje, se koji daja znaje. Gentlemen, it's been a privilege flying with you. Večerното radio show na Milenko Nedeljkovski završi. I'll be back. I'll be back. I'll be back. I'll be back. I'll be back.